Добро утро, Анита, добро утро, драги. Токму така се јавуваме овој пат од Црвениот крст на град Скопје. Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности е програма што веќе 3 децени успешно работи со млади низ целата држава, промовирајќи хуманост, хумани вредности, а за тоа како се развиваше ова програма и зошто е оваа програма важна. Утрово во Македонија наутро разговараме со националната координаторка на програмата Александра Ристовски. Александра, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и благодарам за поканата и за просторот. Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, програма што постои од 1996 година и оваа година славите 30 години од воведувањето на оваа програма. Како низ овие 3 децени се развиваше и се менуваше оваа програма? Токму така, особено сме горди, бидејќи програмата веќе 30 години се имплементира на територија на целата држава. Таа всушност представува алатка за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на сите општински организации, но си има и своји цели и подцели. Една од тие е всушност промоција на културата и толеранцијата и соживот меѓу младите луѓе кои што се од различна етничка припадност, но од друга страна пак преку нивното регрутирање исто така ја менуваме нивната дневна рутина, значи им внесуваме некои квалитетни содржини во нивното секојдневие, а при тоа ги учиме како да прават мали проекти за поддршка на заедницата, односно да прават тие истражувања на корисниците на кои што им е потребна помош и на кои што тие всушност комплетно го решаваат проблемот кој што тие го детектираат. Секако дека не е исто пред 30 години денеска, неколку фази помина програмата. Од самиот почеток таа беше директно во соработка, да речем, со Министерството за образование, со Биро за развој на образование, во кој што самата програма беше директно во самите училишта внесени, каде што младинците ги детектиравме и ги влечевме како ресурси од самите училишта. Денеска програмата всушност функционира во општинските организации кои што имаат соработка со училиштата на територија на општина каде што тие функционираат. Што значи, ако земаме еден град, самата општинска организација има одлична соработка со сите училишта, но ова е дополнителна можност таа да се продлабочи. Така да имаше неколку клучни фази низ кои што поминавме, но во последните неколку години програмата е таа која што всушност за неколку дена и започнува на терен за 2026 година. Александра, како изгледа работата на терен? Кои методи ги користите во работата на оваа програма? Токму така, како што кажа, во 2026 година веќе сме на прагот на започнување на програмата. Во јануари месец е всушност обуката која што се случува за ПХВ едукатори и ментори, бидејќи дел од тие инструктори имаат своја улога за поддршка на младинците и за заработка на малите проекти. Во секој град имаме одговорно лице, кој што ние го наракуваме ПХВ дисеминатор, кој што го обучуваме како да изработува 3 обуки на терен. Првата обука е дисеминација, односно теоретските вредности во Црвениот крст, потоа како да се изработат малите проекти на терен, значи како да детектираат младинците, како да го направат проектот, како да работат како тим, како да комуницираат меѓу себе, како да комуницираат со јавноста и слично. И третата обука е како да се документира сето тоа. Следниот викенд, 7 и 8 февруари, ќе биде обуката за 41 дисеминатор, кој што понатака во текот на февруари месец, односно до крајот на февруари месец, треба да ги направат обуките во своите градови за по 30 младенци, кои што се на возраст од 13 до 17 години, со што вкупната бројка на обуки ќе изнесува на младинците кои што ќе бидат обучени 1200 младинци. По завршување на обуките, отприлике од некои 2 до 3 месеци, младинците се на терен, тие истражуваат, имаат соработка со локална самоуправа, со центрите за социјална дејност, со представниците од Црвениот крст, социјалните групи, со медиумите кај што ќе го промовираат сето тоа и на крај на 14 мај всушност ги доставуваат сите тие проекти кои што понатака ние треба да ги оцениме, евалуираме, прегледаме и доделиме некои одредени критериуми за вреднување. Потоа секако се прогласуваат оние кои што се најдобри, се доделува пехар на оној град, на онаа општинска организација која што е најдобра, со тоа што не е важен само пехарот, туку личниот пат кој што го поминува секој волонтер, односно себе промената која што ја прави на целиот пат. Во септември месец веќе се случува недела на промоција на хумани вредности, која што има за цел промоција на мир, толеранција и соживот во нашата земја, која што се прави со одредени унифицирани активности на територија на целата земја.
Младинците вкупно прават некаде околу 150 до 170 проекти на годишно ниво. Сега кога ги земаме тие 30 години, навистина тоа се многу резултати и годишно некаде околу 5000 луѓе се помагаат, а при тоа младинците вложуваат некаде околу 35.000 волонтерски часови од своето слободно време кои што го даруваат за заедницата. Што е оно што се менува кај младите, што ќе се вклучат и ќе бидат дел од оваа програма? Како придонесуваат? Так. Искуството, значи анализите, евалуациите, разговори кои што ги правиме со младинците потоа, но и после одредено време кога тие веќе созреваат, завршуваат факултети, вработуваат, бидејќи ја имаме и комуникацијата со таа група, тие велат дека нивниот живот после оваа обука и после вклучување во Црвениот крст и во ПХВ програмата дефинитивно не е иста, бидејќи пред се тие учат како да работат како тим, како да комуницираат, како да бидам лидер, но како и да бидам член во една група, како да примам и како да ги делегирам задачите кои што ги добивам. Се освестува дека има многу граѓани на кои што може да им се помогне, луѓе кои што живеат во многу потешки услови отколку тие, научуваат многу повеќе да ги ценат работите кои што нивното семејство и нивните родители всушност ги прават за нив, бидејќи често пати имат многу повеќе отколку што да речам тие за кои што тие работат и помагаат. И хуманоста некако им е потоа всадена во нив самите и често пати се вклучуваат во организациите каде што работат да бидат волонтери, да волонтираат, не задолжително остануваат во Црвениот крст, но тој волонтерски дух секако некако дека им останува. Така да ништо после тоа не е исто, бидејќи тие се на некој начин променети и сметаме дека стануваат малце подобра верзија од самите себе си, сваќаат дека имаат капацитети да ги движат работите во заедницата, дека не треба да чекат некој друг да ја заврши работата, туку токму јас можам да бидам двигател на сите овие промени кои што на сите ни се добродојдени. Александра, за крај на нашиот разговор, која е пораката до сите млади што сакаат да бидат дел од оваа програма, но не знаат како да се пријават, каков е целиот тој процес, каде може да се пријават? Сметам дека е многу важно да се волонтира. Како представник на Црвениот крст секогаш ја нудиме опцијата на волонтирање во Црвениот крст. Во секој град постои општинска организација која што има своји клубови на млади, бидејќи крајната цел е всушност да ги регрутираме и задржиме волонтерите во редовите на клубови на млади, каде што понатака има и други активности, како што е крводарителство, прва помош, едукации за млади кои што ги вршат во училиштата и така натака. Така да сите оние кои што се заинтересирани се добродојдени во општинската организација, каде што ќе ги пречека лидер, координатор на млади кој што ќе им ја објасни целата програма. Ова сега конкретно збориме за младите, а секако за сите оние кои што сакаат да волонтират, постојат други програми зависно од нивната возраст. Многу е важно да се поврзе таа теорија и пракса, да се практицираат работите на терен, но овде нудиме и можност за поврзување на формално и неформално образование. Ние како Црвен крст навистина сметам дека треба да делуваме за промените, бидејќи овие млади луѓе утре ќе бидат наши лидери, наши амбасадори, некои кои што ќе одлучува зеднината на нашата земја, така да имаме потреба и важност да им ги обезбедиме сите оние услови за да станат добри амбасадори и добро да не представуваат каде и да одат, што и да прават. Александра, ви благодарам за разговорот и ви посакуваме успешна реализација на овогодинешната програма. Ви благодарам многу. За програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, утрово во Македонија наутро разговаравме со националната координаторка на програмата Александра Ристовски.